Повторно прогласување енергетска кризна состојба нема да даде никаков ефект за подобрување на животниот стандард, предупредува пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Тие бараат да се формира анкетна комисија за разгледување на состојбите во енергетскиот сектор. Заклучоците од ова тело би биле патоказ за активностите на владата, кои ќе ги превзема во иднина. Формирањето на анкетната комисија го бараме со цел да се види што е превземено, односно што не е превземено во изминатиот период за спречување на енергетската криза која што зема се поголем замав. Сите сме сведоци како државите од цела Европа се подготвуваат за престојната зима која што според најавите ќе биде со катастрофален ефект врз секојдневието на граѓаните и условите за работа на компаниите. Цехот за овој несериозен однос на нашите власти повторно ќе го платат граѓаните на Македонија, бидејќи нема нови антикризни мерки кои би ја ублажиле кризата. Опозицијската партија стравува дека владата ќе ја користи кризната состојба за делење тендери на фирмите за ископ на јаглен. Владата и оваа кризна состојба ќе искористи за делење на тендери во 4 очи на ново формирани компании за ископ и транспорт на јаглен блиски до власта. Наша обврска како пратеници е да вршиме надзор врз работата, односно неработата на владата, да провериме каде и како досега се потрошени парите за облажување на енергетската кризна состојба и како и каде се планира да се потрошат парите за евентуално нова енергетска кризна состојба која ја најави власта. Од утре стапува на сила енергетската кризна состојба која ќе трае 1 месец, а власта сака да ја продолжи до март следната година. За такво продолжување треба да заседава Собраниската комисија за одбрана, а пратениците од ВМРО-ДПМН веќе најавија дека нема да гласаат за нова кризна состојба. И мерките за штедење електрична енергија почнуваат да важат од утре до крајот на март 2023 година. Надлежните институции постојано уверуваат дека во предстојниот зимски период струја ќе има и дека рестрикциите не се опција.